Новата клиничка болница во Штип ќе се гради во наредниве 2 години во 2 фази, од кои првата е изградба на објектот, а втората е доизградба и интегрирање. Инвестицијата е проценета на околу 30 милиони евра и во оваа болница здравствени услуги ќе добиваат повеќе од 200.000 жители од регионот. Објектот на болницата ќе биде изграден согласно најсовремените карактеристики и функционалности на објекти од ваков тип и ќе овозможи најсовремени услови за здравствена заштита за над 250.000 жители од градот Штип и целиот источен и југоисточен регион на Република Македонија. Градежната инвестиција на овој капитален проект во македонскиот здравствен систем е приближно 30 милиони евра, но вкупната инвестиција е приближно 56 милиони евра во бруто износ, каде што спаѓаат и околу 1 милион евра за проектирање, над 16 милиони евра за опрема и други инфраструктурни зафати и во вредност од околу 130.000 евра. Сакам да истакнам дека на овој чин на поставување на камен темелник му претходеше долг период на макотрпна и посветена работа. Изработен беше идеен и основен проект. Паралелно беше изработен и архитектонско-урбанистички проект, а процесот на подготовка за техничка документација траеше подолго од 1 година. Вкупно 5 стручни тимови изработија над 30.000 страници документација, која што беше дополнета со елаборати за противпожарна заштита, животна средина, звук, енергетска ефикасност и заштита на градежната јама. Станува збор за исклучително обемен, комплексен проект, на кој изминатиот период континуирано бевме фокусирани. Комплексот ќе биде распределен на 8 нивоа, 34.000 квадратни метри со голем број болнички одделенија и центри. На последните 3 нивоа ќе бидат сместени болничките соби со сите неопходни содржини за директна поддршка и медицински надзор, додека во подолните катови се проектирани сите неопходни содржини за диагностика, интервенција и третман, како за болничките, така и за амбулантните пациенти. Сите содржини на комплексот ќе бидат соодветно групирани и меѓусебно поврзани со цел полесна комуникација и движење на пациентите и медицинскиот персонал.